Земјотресите во Албанија не стивнуваат. Тлото веќе втор ден не мирува. Постојано се чувствуваат серија потреси кои ги вознемируваат граѓаните. Оние кои останаа без покрив над глава не мо гледаат во рушевините од нивните домови, а мале бројот на жителите кои поразорни од земјотрес се осудуваат да влезат дома. Луѓето преплашени излегуваат надвор од своите куќи. Граѓаните, посебно оние кои не можат да се носат со вознемиреноста, заменуваат во за нив најблиската дестинација Македонија. Во хотелите на Охридско-Струшката ривера од рано утринова се сместени десетина семејства, а нивниот број постојано расте. Добивме неколку резервации преку Booking, преку наши партнери, за албански фамилии кои што имаат престој 4 до 5 дена во хотелов, што е прилично невообичаено за месец ноември, нели, бидејќи сега се секогаш пократки престои. Албанските фамилии бараат за солниште во Македонија, вели Јанчева. За да им излеземе во пресет, изготвивме пакет аранжмани по прикладни цени. Секако, веќе се направени попристапни пакети, цените се намалени баш за да им излеземе во пресрет и на повеќе фамилии кои што можеби финансиски не може да си ги дозволат повисоките цени. Председателот на Хотам Крсте Блажевски кажа дека сите хотели на Охридско-Струшката ривера за албанските граѓани нудат полупансионски пакет аранжмани од 20 евра. И на граничниот премин Ќапасан денеска има зголемена фреквенција на комбиња и возила од Албанија за влез во нашата земја.